Поетот, раскажувач и преведувач Ивица Челиковиќ за романот Ден за одмазда ја понесе наградата Стале Попов за најдобро прозно дело објавено минатата година. Цитирајќи го Конески за јазикот како идентитетска одредница, Челиковиќ, кој живее и твори во Шведска, заблагодарувајќи се за наградата, рече дека не се чувствува како иселеник. Академик Блаже Конески велеше: јазикот е нашата татковина. Така и јас го чувствувам тоа мое физичко присуство на северот на Европа, дека сепак живеам со нашиот јазик, а еве и со литературата која овдека ја објавуваме. Јас се разбирам, уште еднаш бих сакал да изразам благодарност за Друштвото на писателите. Наградата ми значи навистина многу. Низ ликот над зидарот, книгата се фокусира на односот Единка, систем во годините на транзиција, истакна председателот на жири комисијата, која одлучуваше за наградата Стале Попов. Тематски и мотивски е заснована на положбата на единката во услови на општествена транзиција, на судирот на еден строго контролиран, но веќе не само напуштен, туку и морал што го допрел дното, морал на победници во либералното, пазарно, дехуманизирано општество. Санде Стојчевски за збирката песни Великата лирска песна, песни за неа, ја освои наградата Ацо Шопов за најдобра поетска книга. Според Јулијана Величковска, член на жирито за оваа награда, Стојчевски во песните ги достигнал крајните граници на поетската игра. Со оваа книга Санде Стојчевски продолжува од една страна да го следи својот идеал на символичната велика песна, што како наслов делува претенциозно, но представува рефлексија на неговата потрага по совршенството на јазичниот израз во поезијата. Но од друга, се доближи до крајните граници на поетската игра, служејќи се и со кодифицираниот и со дијалектниот македонски јазичен идиом. А лауреатот, заблагодарувајќи се за наградата, кажа дека почетокот на неговото бил поврзан со творештвото на Шопов. Во последните години од гимназијата учествував на градските надпревари на тема поетските фази во развојот на Ацо Шопов и за среќа ја добив првата награда. Председател на жири комисијата беше професорот Миодер Друговац, кој беше и професионален уредник на списанието Современост, па ме покани да учествувам во работата на списанието и така јас навлегов во литературата, во современата македонска литература со името на нашиот голем Ацо Шопов. Димитар Пандев за критичко есеистичкиот труд Времето на Конески ја доби наградата Димитар Митрев. Представува врвно остварување во доменот на критиката и есеистиката, во кој на суптилен и убедлив начин авторот со својот препознатлив стил на искажување остварува успешна синтеза на сопствените повеќедеценијски лингвистички, книжевно-историски и поетолошки толкувања на творештвото на корифеот на нашата наука и книжевност Блаже Конески. Добивајќи ја оваа награда, јас чувствувам одговорност да продолжам со понатамошно проучување на делото на Конески, по оној принцип за кој што и тој самиот се залагал, а тоа се навраќањата кон темите што одамна сме ги започнале. Оние теми што Конески ги започна во својата младост, ги заокружи во последната деценија од своето творештво и на извесен начин секогаш ги надополнуваше по оној семиотички принцип. А Венко Андоновски за тинејџерскиот роман Имаш пчела на носот ја понесе наградата Ванчо Николески за најдобра книга за деца и млади. Да се пишува за млади и деца не е воопшто лесно. И тоа е точно, затоа што кога пишувате на возрасен читател, вие едноставно немате потреба да го будите детето во себе, освен во некои исклучителни моменти на романот, кога возрастниот треба да се насмее, да се воодушеви од нешто што го гледа прв пат, па да се потсети дека бил дете. Додека пишувате за деца, вие треба цело време да бидете дете, што е страшно тешко за човек кој што влегол веќе во попладнето на својот живот и кој што се навикнал на нештата околу него да гледа како да се вообичаени и која нема таа свежа детска перцепција. Романот Имаш пчела на носот, како што на самиот почеток наведува авторот, е наменет за њутаймер и олтаймер тинејџери, односно за современата тинејџерска популација во која се вкрстува новото време на интернет комуникацијата и од друга страна стариот систем на вредности, каде се истакнува начелото на достоинство, непосредност, искреност,
бескомпромисно пријателство и чиста љубов. Годинава, кога се одбележуваат 75 години од формирањето, Друштвото на писатели на Македонија го зголемува бројот на членови со докажани имиња за кои не бил отворен конкурс за прием. Поканата за членство во Друштвото на писатели на Македонија во оваа прилика ја прифатија Владимир Јанковски, Румена Бужаровска, Елизабета Баковска, Јовица Ивановски, Снежана Младеновска-Ангелков и Никола Маџиров. Друштвото на писатели на Македонија овој пат не ја додели наградата Мост за книга на еден од јазиците на националностите, зашто на конкурсот не се појавил ниеден кандидат со своја објава.